Веќе една недела чекам одговор од Социјалдемократскиот сојуз за главното прашање каде одеа парите додека тие беа на власт. Додека СДСМ се одважи да даде одговор на ова прашање, ние ќе наброиме дел од проектите каде што одат парите во времето на владењето на ВМРО-ДПМН. Ова за мене е градската болница 8 септември. Извршено е нејзино комплетно премоење кој опфаќа повеќе дијагностички, операциони и интервентни апарати, вклучително и апарати за компјутеризирана томографија со најмалку 64 детекторски реда, ангинограф со сите типови ехоапарати, инкубатори, апарати за анестезија, машини за механичко дишање, гастроскопски, ендоскопски кабинети и хируршки маси со купна вредност од 6.930.000 евра. Само за опрема во оваа болница се инвестирани приближно 7 милиони евра. СДСМ волку пари не инвестираше во сите болници во државата додека беа на власт. Се инвестира во 17 нови амбуланти во руралните средини, во Охрид, во Виница, во Радовиш, во Ростуше, во Демирхисар, во Прилеп, во Струга, во Македонски Брод и во Скопје. Се инвестира во образованието. Младите може да студираат во Виница, во Радовиш, во Крива Паланка, во Велес, во Дебар, во Кичево, во Кочани, во Гевгелие. Во земјоделието во периодот од 2006 до 2012 година вкупната сума на субвенции која ќе биде исплатена достигнува 500 милиони евра. Например, тутунот зголемена е просечната откупна цена за 50 денари по килограм или зад над 40%, а се воведоа и субвенции за производство на тутун од цели 60 денари по килограм. Во сферата на инфраструктурата започната реализација на посебен проект за изградба на канализации на водоводи во сите општини во вредност од 50 милиони евра. Во тек е имплементација над 250 проекти за водоснабдување и одводнување на отпадни води во сите 84 општини во Република Македонија. Исто така, се работи на оваа проблематика во Валандовско, во Каларечко, во Велешко, во Штипско, во Струмичко, во Охридско, во Битолско и во Кумановско. За ВМРО-ДПМН стојат проекти, инвестиции, мерки. За СДСМ нема проекти, нема инвестиции и нема вложување. СДСМ треба да им објасни на граѓаните зошто не вложиле ниту денар во новата медицинска опрема, зошто земјоделците беа мета на подкусурување, зошто во образованието не беше изградено ниту едно училиште, а високото образование беше привилегија само на децата од богатите семејства. На крајот, јавноста, граѓаните очекуваат одговор на главното прашање каде завршуваа парите во времето на Социјалдемократскиот сојуз кога не се градеше ништо.